Премиерот Христијан Мицкоски учествуваше на самитот "Нашиот пат кон Европската унија" во Тирана, каде истакна дека Македонија останува цврсто ориентирана кон европските интеграции и регионалната соработка. Тој порача дека самитот е важна можност за продлабочување на диалогот и зајакнување на заедничките напори на земјите од Западен Балкан на патот кон Европската унија. На настанот присуствуваат регионалните лидери и еврокомесарката за проширување Марта Кос. Министерството за здравство започна детална анализа на човечките ресурси во сите јавни и приватни здравствени установи, со цел да се формира национален регистар на здравствени работници. Министерот Азир Али објасни дека овој систем ќе овозможи следење на движењето на кадарот, од пензионирање и нови вработувања до специјализации и преминувања меѓу установи. Според анализата, во државата функционираат 3779 здравствени установи, од кои само 112 се јавни, а повеќе од 2800 приватни. Вкупно има 32.383 вработени, со 18.536 во јавниот сектор и 13.847 во приватниот. Алиу нагласи дека точните и ажурирани податоци се неопходни за реални реформи и подобро планирање во здравството. Министерката за образование Весна Јаневска на конференцијата за мировно образование во Скопје истакна дека мировното образование создава толерантни и разумни млади луѓе кои конфликти решаваат ненасилно. Таа нагласи дека меѓаши, преку обуки и програми многу придонесува за неговата примена во училиштата. Јаневска се заложи за континуитет на овие активности, додавајќи дека мирот во државата е основа за напредок. Мировното образование во Македонија се спроведува од 2011 година, опфаќајќи над 70 училишта и повеќе од 300 обучени наставници. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска го оцени буџетот за 2026 година како реален и развоен, со внимателно планирани ставки и во согласност со фискалната консолидација. Проектирани се раст на бруто домашниот производ од 3,8% и дефицит од 3,5%. Таа очекува јавниот долг да падне под 60% од бруто домашниот производ уште пред 2028 година, благодарение на контролата на расходите и економските резултати. Во 2026 ќе има задолжување за враќање стари обврски и покривање на дефицитот, а буџетот предвидува средства за покачување плати, пензии и минимална плата. Министерството подготвува и нова граѓанска обврзница. Комисијата за буџет продолжува со расправата по амандманите. На самитот "Нашиот пат кон Европската унија" во Тирана, премиерот Еди Рама истакна дека Западен Балкан не моли за влез во унијата, туку секојдневно докажува дека е подготвен. Нагласи дека регионот спроведува историско ниво на реформи со финансиска поддршка од 490 милиони евра и дека сака да расте заедно со Европа, а не на нејзина сметка. Рама порача дека Балканот треба да биде активен фактор во Европа и дека се движи од опасност кон можност. Тој најави дигитален идентитет за целиот регион од следната година и повика на олеснети гранични премини за подобра мобилност и развој. Грчката полиција уапси 8 лица од криминална организација што крадела облека од продавници во Атина и ја препраќала со автобуси во Албанија за препродажба. Групата, предводена од 54 годишна странка и членови од нејзиното семејство, користела 9 возила, специјални алатки за отстранување безбедносни уреди и секојдневно извршувала повеќе кражби. Украдените производи се складирале во магацин во Атина, а потоа се испраќале до продавница во Тирана, каде се продавале и преку социјални мрежи. Запленети се голема количина облека и над 71.000 евра. Грчката полиција расчистила најмалку 14 кражби. Косово ќе одржи вонредни парламентарни избори на 28 декември 2025 година, објави председателката Вјоса Османи. Одлуката следи по неуспешните обиди во парламентот да се обезбеди мнозинство за носење клучни закони, меѓу кои и буџетот за 2026 година. Османи жали што граѓаните повторно одат на избори, но вели дека тоа е последица на политичарите кои од февруари не успеале да формираат влада. Политичката криза започна по изборите од 9 февруари, кога ниту една партија не освои потребни 61 пратеник во 120 члени од парламент. Цените на недвижностите во Србија достигнаа историски рекорди во првата половина од 2025 година, покажуваат податоците на Републичкиот геодетски завод. Најскапиот квадрат е продаден за речиси 9800 евра во Белград на вода, а најскапото гаражно место достигна 66.000 евра. Продадени се куќи од милионски износи, земјоделско земјиште за 1,2 милиони и деловен простор од 2,4 милиони евра. Економистот Ервин Пашановик објаснува дека цените растат поради силната побарувачка, недостигот на алтернативни инвестиции и зголемениот број купувачи со кредити. Тој додава дека 98% од купувачите се домашни граѓани и дека недвижностите во Србија се сметаат за најсигурна инвестиција.
Американскиот мировен план во 28 точки, кој европските функционери го нарекуваат список со желби на Путин, предизвика силна фрустрација во Европската унија. Шефицата на европската дипломатија Каја Калас предупреди дека договор кој ја присилува Украина да предаде територии и да ја преполови армијата е неприфатлив и не може да успее без поддршка од Европа и Киев. Поради загриженоста, европските лидери Стармер, Макрон и Мерц влегуваат во итни телефонски консултации со украинскиот претседател Зеленски. Украина смета дека планот е диктиран од Москва и не води кон праведен мир, но најавува разговори за негово коригирање. Европскиот центар за превенција и контрола на болести соопшти дека сезоната на грип во Европа започнала значително порано поради нова подваријанта на H3N2, која не е опфатена со овогодишната вакцина. Поради тоа се очекува поголем број заболени, особено кај постарите лица. Иако тежината на симптомите е слична како кај претходните соеви, лекарите предупредуваат дека помалата ефикасност на вакцината може да создаде поголем ризик. Европскиот центар за превенција и контрола на болести апелира за зголемена хигиена, користење маски по потреба и вакцинација каде што е достапна. Јапонија одобри економски пакет од 21,3 трилиони јени, најголем од ковид пандемијата, со кој премиерката Сана Такаичи сака да го поттикне забавениот раст и да им помогне на граѓаните погодени од инфлацијата. Мерките вклучуваат субвенции за струја и газ, укинување на данокот на бензин и поддршка од околу 7.000 јени по домаќинство. Властите планираат и долгогодишни вложувања во бродоградба и зголемување на одбранбениот буџет на 2% од бруто домашниот производ до 2027 година. Финансирањето ќе биде преку приходи и издавање обврзници, што веќе ги вознемири пазарите. Експертите предупредуваат дека мерките носат краткорочен поттик, но не решаваат структурни проблеми во економијата. Председателот Доналд Трамп ги укина царините од 40% за бразилските прехранбени производи, говедско месо, кафе, какао и овошје, воведени во јули како казна кон Бразил поради случајот со Жаир Болсонаро. Потегот доаѓа по растечките цени на храната и падот на поддршката за Трамп. Бразил е голем снабдувач на американскиот пазар, особено со кафе и говедско, а царините придонесоа за поскапување. Експертите очекуваат брзо намалување на цените и пораст на увозот, бидејќи големи количества кафе веќе чекаат во царински складишта. Бразил го поздрави потегот, а за американските потрошувачи тоа може да значи поевтини производи во наредниот период. Од осамостојувањето во 1991 година, Македонија имала 6 председатели. Но патот на државата не беше мирен. Во многу краток период, земјата помина низ турбулентни и историски настани кои ја обликуваа нејзината улога на Балканот. По успешниот референдум за независност, Македонија се соочи со кратка, но интензивна војна во 2001 година, конфликт што сериозно ја стави на тест стабилноста на младата демократија. Покрај тоа, државата преживеа и еден неуспешен атентат врз председателот Киро Глигоров во 1995 година, кога бомбашки напад го рани, но тој чудесно преживеа. 9 години подоцна, во 2004 година, земјата беше погодена од уште една трагедија, загинувањето на председателот Борис Трајковски во авионска несреќа. Овие случувања отвораат логично прашање: дали Македонија е вистинскиот балкански крстопат? Геополитички, нејзината позиција е клучна, мала територија, но со огромно стратешко значење за регионалната безбедност, миграциските текови и политичката стабилност. Иако земјата често се соочува со внатрешни и надворешни притисоци, нејзината улога останува значајна. Македонија можеби е мала, но тежината што ја носи на Балканот е далеку поголема од нејзината големина. Прашањето што останува е, дали ќе го искористи својот потенцијал од знаење и вештини или ќе остане заглавена на раскрсницата од манипулации, злоупотреби и геополитички калкулации.